Ви благодарам, председателе. Се јавувам за збор, бидејќи согласно член 77 став 3 од Деловникот за работа имаме право да се повикаме за отстранување на една точка од денешниот дневен ред. И тоа ми беше првата причина. Станува збор за Законот за урбанистичко планирање, точка 17 што не е денеска. И уште една втора цел, можеби поважна, сега во моментот не го гледам и тоа е добро, можеби веќе се реагирале. Но мислам дека Бојан Маричич треба да биде отстранен и за расправата, бидејќи од него веќе немаме потреба. Со вакви закони, со европско знаменце што ги добиваме тука, тој човек веќе нема никаква ниту функционална, ниту легалистичка потреба од него. Да имате изјава кај што велите дека знаете дека некој поднал закони што се за спротивност на европската регулатива, да имате реакција од Европската унија во кој што директно ви се укажува дека зачувањето на законите поврзани со коридорите 8 и 10Д со европско знаменце не е во согласност со стандардите на Унијата, да ви се укаже дека во овој конкретен случај се чини дека нацрт законот не се однесува на согласување со таквите стандарди, дека ви изгражуваат директна загриженост до националните власти да ви побараат дополнителни објаснувања и при тоа да ви се укаже дека последователните извештања на Комисијата за Македонија, употребата на брзи процедури треба да се ограничи, да се применува само кога е оправдано за да се унапреди реформската агенда на ЕУ. Не треба да се користи за скратување на јавните консултации или за решавање на процедуралните тешкоти во законодавниот дом. Све ви е показано. Да не сте спомнале веќе ниту за пат за Европска Унија, ниту за прогрес, ниту за реформи, ниту за ваши желби и намени дека сакате да стигнете во Европската Унија. Бидејќи вие го правите токму спротивното. Газите врз државата, врз законите, врз уставот. Зошто? Ради интереси. Бидејќи имате овде предлагачот, министерот искаше и ви кажува ние го правиме ова за да било демек побрзо изведбата на проектот. Го имате Артан Груби кој што кажува исто така требало да биде побрзо, а ви праќаат закони со европски знаменца. Дали воопшто еден од тие предлагачи преходно што беа виделе воопшто што поднесуваат? Дали еден од тие што имаат намера да гласаат воопшто го видел законот? Па ви треба криптограф со вас и уште 10 други консултанти да сватите што се бара во самиот закон. Дали воопшто некој од вас знае кој е просторниот план на Република Македонија донесен последен пат? Пред 20 години. А во законот ви велат, ако го имате просторниот план, се што ќе се побара друго за потврда или за услови, треба веднаш да се даде. Без оглед дали имало промена на условите или просторното планирање. Барате да се даде потврда за условите по секоја цена, без оглед дали имало ГУП, ДУП, регулаторни планови, а сакате со урбанистички проект, што се служи за парцела во некој село од размер тип да градите автопати. Па дали ова има смисла веќе? Знае